Добро вечер. Државниот врв нема големи очекувања, но се надева дека со новата бугарска влада ќе можат да се подобрат односите. Премиерот Мицкоски упати јавна покана до Радев да ја посети Македонија. Председателката Силјановска Давкова вели дека подобрувањето на односите зависи од соговорниците. Што се однесува до господинот Радев, јас кога победи следниот ден утрото му се јавив, му честитав, му посакав да имаме успешни добрососедски односи и се надевам дека со оваа влада ќе можеме да ги подобриме меѓусоседските односи, ќе може да разговараме за темите за кои што треба да разговараме. Ако ова е поканата вака, еве го поканувам. Знам дека бугарскиот народ очекува стабилност, очекува реформи, очекува борба со корупцијата и криминалот. Досега владите беа стабилни, нема одговорност, личија на оние на Третата и Четвртата Француска република. Јас можам да кажам дека секогаш бонафиде разговарам, а дали очекувам подобрување на односите ќе зависи од соговорниците. Сега е време за испорачување проекти, а не време за избори. Власта има стабилно мнозинство, вели за Канал 5 Изет Меджити. Тој не открива кој од неговите сопартици во вреди ќе се најдат на списокот од владината реконструкција. Иако веќе висат позициите на министерот за социјална политика Фатмир Лимани и вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи. Со премиерот начелно сме се согласиле дека ќе има реконструкција на владата, но само начелно, значи без да се утврдат принципи. Не само за 20, мислам, без да се утврдат принципите, дали ќе останеме на истите ресори, дали ќе има промена на ресориве, тоа накнадно, мислам, ќе треба да го договориме. По информациите во дел од јавноста дека градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски си поднел оставка. Од општината ги демантираа таквите наводи. Тој во овој момент користи боледување и е привремено одсутен поради здравствени причини, зашто замолуваме за разбирање, велат од општината. И информираат дека поради тоа, согласно законските процедури, надлежностите привремено ќе ги извршува членот на Советот, Неделчо Крстевски. Државата внимателно ја следи состојбата со енергетската криза и со цените на нафтените деривати на светските берси. И доколку има потреба, актуелните мерки за намалување на акцизите и повластената стапка на ДДВ-то од 10% за бензините ќе продолжат и по 18 мај. Активно се разговара и со рафинеријата Окта, истакна министерката за енергетика Сања Божиновска на денешниот брифинг со новинарите. Нашите мерки моментално се до 18 мај, што значи дека следната недела ќе видиме што ќе се случува со цените, со берзата, со војната и неколку дена пред истекот на овој рок ќе видиме до каде сме со цените и секако дека ако е потребно ние ќе преговараме и правиме се за интерес на нашите граѓани. Ако е потребно, да, значи секако дека ние ќе побараме да се продолжи попустот. Полициски службеници во цивилна облека го обезбедуваат одвивањето на наставата во основното училиште Стив Наумов во Битола. Откако седмоделенец објави заканувачки пораки кон соученици и нивните родители на TikTok. Дејан Трајковски. Наставата во Битолското училиште Стив Наумов се одвива под полициско обезбедување, откако родители со пријава го вклучи алармот дека седмооделенец преку својот TikTok профил се заканувал кон нив и нивните деца, кои се соученици на 13 годишникот, кој во меѓувреме поради ситуацијата следи онлайн настава, а неговиот родител вчера бил повикан и во полициска станица. СВР Битола и тамошното обвинителство уверуваат дека се преземаат сите мерки за расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Битола постапува по насока на основното јавно обвинителство од Битола во врска со пријава од родители на деца ученици во основното училиште Стив Наумов од Битола. Во врска со конкретниот случај, во секторот за внатрешни работи Битола повикан е родител на детето, при што се превземаат и други дополнителни мерки во насока на целосно расчистување на случајот.
Мерката за полициско присуство ја побарал училишниот одбор по вознемиреноста на родителите, вели за Канал 5 директорот Никола Пискачев, кој посочи дека наставата се одвивала мирно и според кого нема простор за паника. Преземени се сите потребни чекори според Законот за основно образование, навремено се известени сите институции, вклучени и Центарот за социјални работи, уверува Пискачев. Има училиштето и заштита, вчера се состана и училишниот одбор, каде што беше донесена одлука да дури трае оваа паника и нетрпеливост, што е нормално, загрижувачки што е, да има полициски службеник, тоа и го добивме, наставата денес течи мирно, нормално, без никакви паники, се како што треба. Конкретното дете следи онлайн настава, се до решавање на случаја. Кога ќе се реши случајот, ќе се решава и понатамашното учење на тоа дете. Во меѓувреме загриженост се појави во Скопското основно училиште 11 октомври, каде група родители преку допис алармираа дека нивните деца, првооделенци, се соочуваат со булинг од група со ученици, а наведуваат и дека во училницата владеат хаос и инциденти, за што обвинуваат дека раководството на училиштето ништо не презема. Ваквиот допис го демантираше раководството на Центарското училиште, кои категорично ги отфрлаат сите според нив неосновани, генерализирачки и тенденциозни наводи, со кои велат во јавноста се создава впечаток на институционално непостапување, односно посочуваат нема толеранција за несоодветно однесување помеѓу учениците. Нема регистрирани случаи во Македонија, патници или пак блиски контакти со хантавирусот, велат од Институтот за јавно здравје по паниката што изби во глобални рамки по заразата на крузер во Атлантскиот океан. Сања Трајковска-Ставров. Хантавирусот не е како короната, бидејќи оваа зараза која најчесто се шири од глодари е позната и не е нова, а на крузерот кој пловел кај Јужниот Атлантик, кој го растревожи светот поради смртните случаи, нема македонски граѓани, ниту помеѓу патниците, ниту помеѓу екипажот, смируваат од Институтот за јавно здравје. Може да станува збор за нов сој, на оној што е присутен во Америка кој се пренесува и помеѓу луѓето, но нема простор за паника, вели директорката на за Марија Андоновска. Во Македонија досега се регистрирани 30 на случаи на хантавирусот, 3 смртни исходи. Нема простор за било каква паника, бидејќи не постои опасност ниту ризик во моментот за македонските граѓани, што е најважно во овој момент. Има два типа, кои што едниот е европско-азискиот, кој што е ренален со ренални симптоми, а другиот е оној кој што сега во моментот е откриен на крузерот, а тоа е американскиот кој што дава респираторна симптоматологија. Како што спомнав, оној првиот веќе од 2015 година во Македонија се диагностицира и до сега во Македонија сме имале 32 случаи, од кои што тројца починати. Апсолутно не е ковид. Од Институтот посочуваат дека имаат реагенси со кои може да се докаже овој вирус и постојат протоколи кои би се примениле ако вирусот дојде и кај нас. Се препорачува поголема хигиена, особена внимателност со конзервирана храна која се чува во магазини. Препорачуваме граѓаните да имаат високо ниво на хигиена, особено да избегнуваат храна од магазини, од пазари, семки, сончогледи, конзерви кои што стоеле во магазини или кои што стоеле на отворено и кои што можат да бидат евентуално контаминирани со некаков секрет или екскрет од страна на било каков глод. Стравот од можна нова епидемија се расшири низ светот откако тројца патници починаа на крузерот кој тргна на крстарење од Аргентина пред околу 1 месец, а се потврдија случаи на хантавирус кај дел од патниците. Станува збор за редок, но опасен и потенцијално смртоносен вирус. Тоа беше се во вечерниот преглед. Пријатно.